на нашиот специјален лет. Ве молиме да ги врзите вашите појаси, затоа што ќе бидете дел од едно големо, незаборавно патување. Денес на еден значаен датум. Датум кој во календарот е заокружен како светски ден на гласот. Ќе полетаме со песна и танц, за гласно да пренесеме моќна порака дека секој глас вреди. Порака за единство и мир од едниот па се до другиот крај на светот. Во вашите раце ги имате вашите пасоши, на кои се обележани дестинациите на ова неповторливо патување. Пред почетокот на патувањето ќе ви се обрати капитенот на нашиот авион, Драгана Кирковска, директор на Основното училиште со ресурсен центар Кочо Рац. Патување без граници, без визи, без кочници, патување низ музика, танц, емоции и традиции. Големи и мали авантуристи, ве поздравува вашиот капетан на овој специјален лет. Денес не сме само обични домајќини и гости. Денес ние сме вашиот екипаж, а вие сте нашите патници на едно необично патување. Летот со песна околу светот е подготвен за полетување. Нашата дестинација не е само една земја, туку целиот свет, обоен со љубов, музика, танц, емоции и традиции. Во вашите раце го држите вашиот пасош, символ на едно патување без граници. Патување во кое секој чекор, секој ритам и секој глас има значење. Денес, на светскиот ден на гласот, испраќаме најгласна порака дека секој глас вреди, дека секое дете и секој возрасен патник на светот има што да му каже и да му покаже на овој свет. Нашите срца ќе ве поведат низ различни земји и култури, приказни и ќе ви докажат дека различностите не разделуваат, туку тие не збогатуваат. Како ваш капетан ве поканувам, опуштете се, уживајте во летот и дозволете ритамот да ве води. Врзете ги појасите, одврзете ги срцата и полетуваме. Во народна македонска носија ќе не поведе со мојта на својот глас до височините на небото, таму блиску до сонцето, она автентично за македонското знаме. Песната може се. Само слушајте ја и ќе поверуваат.
оценките на времето. Таму, долу, под падините на пелисте, близка градот на конзулите, близка мојата битола. Ах, колку ли воздишки крие, долу по широк сокак дише градот. Таму, секој кој стапнал ја испрепредил својата приказна. Секој направен чекор на нашата славна улица е дел од нашата битола. И слушнете сега, ќе раскажувам за модата, зубавината, за војната академија. За него, Мустафа Кемал Ататурк и убавата Елени Каринте. Битола била неговиот почеток и неговиот крај, неговата школа и неговата имнина. Да, таа е нашата убавица, нашата битола. Живеел, дишел и се заљубил во нашата битола. Емперијата бил негова татковина, а битола негов дом. Неговата омилена песна за чешмите и за битолските моми се уште одекнува низ калдрмата на чаршијата. Е сега да ја слушнеме неговата омилена песна.
Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no tengo control. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la pretendería así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la pretendería así. No te dejes un leñón, con el divino la fortuna del destino. El destino que me desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento así de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la preferiría así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la preferiría así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la preferiría así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la preferiría así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la preferiría así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la preferiría así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la preferiría así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Cotton Eye Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Пред се, благодарница за општина Битола. На Битола и градоначалникот Тони Конјановски. И навистина јас сум уште под импресии од целиот овој настан и навистина мислам дека покажавте дека со песна светот е многу поубав. Уште еднаш голема благодарност до училиштето, основното училиште, бидејќи мислам дека со вашата мисија многу допринесувате за социјалната инклузија и вклученост на сите граѓани, сите се почувствуваме дека сме еднакви. Тоа го покажавте и денес, а општина Битола останува и понатаму да биде поддржувач на вашата институција и заеднички да работиме за доброто на сите. Ви благодарам. Потоа продолжуваме со училиштето од Скопје, кои се наши гости, Партенија Зограски. Повелете. Благодарница до вредната Барбара Василевска. Наредно за основното училиште Коле Канински. Продолжуваме со основното училиште Свети Климент Охридски. Благодарница за основното училиште Даме Груев. Наредно, основното училиште Славко Лумбарковски. Продолжуваме со основното училиште Кирил и Метод. Наредно, основното училиште Елпида Карамали. Наредно, благодарница за Јове Ѓоргиевски.
Наредно, благодарница за Битола Ньюс. И последна благодарница за културно-информативниот центар. За крај, ова слетување го завршуваме во еден ритам и сите заедно за да изиграте нашата ламбада на младоста, на животот, на радоста. Повелете!